Мафијаши со македонско потекло. Под 1. Џон Кизон, криминалец со македонско потекло во Австралија, честопати познат како шарен идентитет на Нордбридж. Кизон имал неколку судири со законот во текот на децениите, вклучително и одслужување затворска казна како млад човек за трговија со хероин. Кизон изјави дека долго време е чесен бизнисмен кој полицијата продолжува да го малтретира поради неговото криминално минато. Основното и средното училиште го поминал со другарот македонец и великанот од Клингвуд, Питер Дајкос. Кизон е поврзан со дрога, клубови, насилства, лоши момчиња во фудбалот и општиот хаос, иако неговата улична личност е страшна и опасна. Тој гордо вели: "Јас не пукам во животни по наводници." На прашањето за озогласената фотографија од 1980-тите, на која тој и двајцата другари носат пиштоли, Кизон со Магнум 357, а неговиот другар со митролез. Полициската истрага за врските на Кизон ја победи истрагата и беше прогласен за недопирлив. Ловениот Кизон може да остане отпорен на куршуми под наводници и Кизон вети одмазда. Тој е главен на организиран криминал. Никој не може да оспори дека Кизон е борец кој ретко прави чекор наназад. Од средината на 1980-тите не помалку од 15 полициски операции биле насочени кон Џон Кизон. "Јас бев тој што беше ловен," рече Кизон во 2010 година, откако отпаднаа обвиненијата за трговија поднесени од Австралиската комисија за криминал. "Сега јас, Кизон, ќе бидам ловецот." Приказната вели дека тој и неговиот сообвинет Нејџел Менсфилд ги решиле правните последици од тоа неуспешно гонење за близу 10 милиони долари. Кога тој отиде до американскиот новинар кој снимаше пред јунскиот состанок меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во Сингапур, дома имаше голем интерес за тоа како изгледаше и зборуваше Кизон. Она што стана многу јасно е дека поранешниот боксер Џон Кизон, кој некогаш се забавуваше со ќерката на Роуз Хенкок, е љубител на американската политика и тековните телевизиски програми. Тој изјави: "Јас сум голем поддржувач на Доналд Трамп," изјави тој во живо на Фејсбук на Гласот на Америка. Банкарската сметка поврзана со Џон Кизон, кој поседува $800,000, може да биде замрзната, открива Врховниот суд, инаку за Џон Кизон се зборува дека има многу пари. 2. Кен Киро Јанакиевски од Битола, уште еден македонец од австралиското подземје, Јанакиевски, кој имигрирал од Македонија кога имал 12 години. Тој бил соработник на Питер Кеј, личност од подземјето пронајден мртов, зашто полицијата тогаш спекулираше дека би можело да биде убиство, наместено за да изгледа како самоубиство. Јанакиевски се сметаше за угледен член на заедницата со многобројни пријатели од политиката, бизнисот и религиозните кругови, меѓу кои и од МПЦ, но од полицијата велат дека Јанакиевски водел двоен живот. Тој беше и главен бос на балканските врски на организиран криминал во Австралија. Против Јанакиевски беа веќе водени и покренати неколку обвиненија за шверц со дрога во Западна Австралија. Висок представник на полицијата на Нов Јужен Велс изјави дека Јанакиевски бил типичен дон на сицилијанската мафија во Австралија. Полицијата вели дека водел двоен живот како крал на балканскиот организиран криминал во Австралија. Полицијата на Нов Јужен Велс рече дека Јанакиевски е суштинската сицилијанска мафија и наречен Дон. Неговото тело било најдено и сврлено на брегот на плажата Ванда на 11 мај.